Организација на жени од Струмица денеска започнува со работилниците во рамките на проектот во светот на детето, чија што основна цел е воспитувачите од градинките во општина Струмица да бидат обучени да креираат еден креативен курикулум кој што ќе биде адаптиран и приспособен на афинитетите, способностите, можностите на секое дете поединечно. Во оваа прилика јас би сакала да се заблагодарам на сите субјекти кои што се вклучени во реализацијата на овој проект, на отворената можност за соработка на Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев од Штип, на директорката и на воспитувачките од градинката Детска радост од Струмица и секако на општина Струмица која што и финансиски го поддржува проектот. Во текот на овој проект ќе се изведат по 2 работилници од 4 предмети, значи вкупно 8 по физичко образование, ликовно образование, природа и општество и култура на изразување и говор. Јас верувам дека ова ќе биде еден од поубавите проекти кои што сме ги реализирале, бидејќи во контактите и подготовката за денешнава работилница увидовме дека професорите се полни со идеи, полни со интересни можности, креативни идеи, кои што ќе им ги пренесат на воспитувачите се со цел потоа тие да го пренесат во практика. На денешниот ден, на овој убав и свечен празник за македонскиот народ, празникот кој што го прославуваме, а поврзан со значењето и името на нашиот познат просветител, вероучител Климент Охридски. Имаме чест и задоволство да го отвориме овој семинар, оваа работилница обука за наменета за воспитувачите од детските установи во општина Штип. Станува збор за реализација на проектни активности организирани од страна на Организацијата на жените на град Струмица. Се разбира со вклучување на наставен кадар од Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип и поддржан од општина Струмица, за што посебно и благодарим. Всушност станува збор за реализација на проектни активности кои што се однесуваат на имплементација и примена на така наречените креативни курикулуми. Свесни сме дека во последните неколку години се случуваат драстични промени во сите подсистеми на воспитанието и образованието и во таа насока се воведуваат одредени иновации во областа на предучилишното воспитание и образование, пред се промени кои што се однесуваат на промена на ориентацијата при изградбата на одредени курикулуми. Имено се настојува се повеќе да дојде до израз онаа хуманистичка парадигма и да се создаваат курикулуми кои што ќе бидат насочени кон детето, кон неговиот развиток. И се разбира дека за сето ова е потребно да се внимава како детето учи, да се имплементираат стратегии кои што ќе го поддржат процесот на учењето, значи повеќе акцент ќе се постави на процесот на учењето во сите воспитно-образовни подрачја, вклучувајќи го воспитно-образовното подрачје природа и општество, физичко воспитание и образование, понатаму ликовно воспитание и образование и се разбира култура на говорот, оние подрачја кои што студентите за кои што студентите се обучуваат за време на нивното иницијално образование, меѓутоа се разбира дека мораме постојано да ги следиме новините кои што се случуваат во оваа сфера и да придонесеме кон професионалниот и континуиран развиток на наставничкиот, односно воспитувачкиот кадар. Во однос на моменталната состојба, како се работи во градинките, што се очекува со воведување на овие новини со образовните курикулуми? Со воведувањето всушност се повеќе со воведувањето на новите курикулуми, како што ви реков, акцентот ќе се постави на детето. Значи курикулумот ќе биде насочен кон тоа да се задоволат сите оние индивидуални потреби на детето без оглед на неговите на оние стандарди кои што ги имаме. Се работи врз основа на стандардите кои што се во согласност со раниот детски развиток и во согласност со постојната национална програма за воспитно-образовната работа со децата од предучилишната возраст. Се разбира дека сите креативни потенцијали кои што ги поседува детето ќе може понатаму да ги изрази, се разбира имајќи во предвид насочувачката улога на воспитувачот и консултативно. Кадарот што работам во градинките има расположение за работа? Па да, како што можев да забележам, вклучени се воспитувачи од детските установи, тоа се
студенти кои што завршиле своето иницијално образование го добиле на Факултетот за образовни науки пред неколку години и мислам дека ова ќе значи чекор напред кон нивниот кариерен и професионален развој.